Покрај средствата што локалната самоуправа во Прилеп и водовод и канализација ги користи од програмите за екологија, од ИПА фондовите, од Европската Унија, во овој момент веќе спремаме еден нов проект кој што не е со толкова големина, но сепак е доста важен за работата на водовод и канализација. Имено во програмата за еколошки развој на УСАИД има одредени средства, при што се одржаа неколку сесии во локалната самоуправа. Сакам да кажам дека тоа е проект помеѓу локалната самоуправа и УСАИД. На тие сесии повеќе институции учествуваа со своји проекти и од наша страна и ние учествувавме со еден проект. Проектот е за реконструкција на каптажите на старите извори, односно да се изврши целосна реконструкција на каптажите на старите извори кои што го снабдуваат градот со вода пред воведувањето на регионалниот водовод Студенчица. Од нив добиваме околу 10% од водата која што влегува во градот. Таа е доста квалитетна вода и одлучивме тие каптажи да направиме проекти и тие каптажи да ги, така да речем, да ги освежиме. Како што кажав, конкурираа повеќе институции, како прва фаза се околу $20,000, од кои што 50% треба да учествува локалната самоуправа, а додека 50% учествува УСАИД. Сакам да кажам дека тука нема да завршиме, ние во моментов изработуваме и проект за реконструкција и на потисните цевоводи од тие каптажи до град Прилеп, која што е доста поголема инвестиција, но сепак од наша страна мислиме да го направиме проектот, а потоа ова имаме најави дека ќе има можност со тој проект да се конкурира на други програми од страна на УСАИД, а со тоа да направиме граѓаните на Прилеп да добиваат поздрава вода, а исто така и губитоците кои што ги имаме на тие каптажи, мислиме дека се големи, со тоа ќе се намали и количината на вода која што ја купуваме од јавното предпријатие Студенчица и ќе се извршат одредени заштеди во работата на јавното предпријатие. Значи, за првата фаза веќе потпишан е договорот помеѓу, сакам да кажам дека партнери се локална самоуправа и УСАИД, потпишан е договорот, веќе нашиот проект е избран, учествуваа мислам дека 7 проекти, од сите тие проекти е избран проектот кој што го предложивме ние, веќе е извршено тендерирање во УСАИД, значи одиме по правила на УСАИД, веќе мислам дека е избран изведувач и очекуваме наредниот месец веќе да започнеме со реконструкција. Тоа фаќа градежни работи кои што треба да се направат на шахтите на тие објекти, на куќарките каде што на времето се вршило хлорирање, во овој момент се така куќарки кои што стојат на тие каптажи, потоа треба да се изврши целосно заградување, замена на оградите, поставување на водомерни шахти со цел да видиме колкава е издашност на тие извори, што значи дека со овој проект и водовод ќе добие доста бенефити, односно ќе се наместат тие водомери кои што се и на излез од тие каптажи, кои досега никогаш не се наместени, со тоа ќе имаме еден преглед да ги видиме и загубите и ќе знаеме секој извор колку има издашност. Се работи за 5 извори, тие се старите градски извори Леково, Пашовски ливади, Душници и Пештерица. И со нив мислиме дека да обезбедиме одредени количини на вода, дополнителни количини на вода, кои што сепак за Прилеп може би сега немаме голема потреба, но мора да се размислува за иднината, му се доста потребни. Во овој момент, според податоците кои што ги имаме, кои што ги добиваме од поставените мерачи, околу, во зависност од 30 до 70 литри, во зависност од годишното време се добиват од тие извори. И наше мислење, сепак тука треба да се направат анализи, треба да се постават затоа тие водомери. Мислиме дека може да се добие до 90 литри во секунда вода од градските извори. Со тоа се намалува некаде за 15 до 20% фактурата која што плаќаме на Студенчица и мислам дека некаде на годишно ниво повеќе од $1.000.000 би се заштедиле на годишно ниво. Тие пари секако може да се вложат во нови линии, во нови инвестиции, што не се малку пари за водовод и канализација.
треба да започне. Имаме најава од УСАИД дека ќе започне. Сепак ние сме само корисници на проектот, ние контактираме со УСАИД, али сепак договорни страни се локалната самоуправа и водовод и УСАИД. Ние само конкуриравме со проектот кој што го избравме, само тука во делот кај што треба да се учествува со наши средства, ние сме подготвени да учествуваме не со средства, туку со нашето искуство и со материјал при поставување на шахтите. Нашите стручни служби ќе извршат поставување на опремата во тие шахти и имаме уште од проектот од КФ имаме веќе такви фазонски делови кои што се потребни и му кажавме и на УСАИД дека нема потреба тоа да се тендерира, туку да се тендерира само оние работи кои што само градежните работи. Тоа е доста важен проект за, пак сакам да спомнам, од еколошки аспект за во град Прилеп. Тоа се реализира од првата фаза на реконструкцијата на канализационата мрежа, а се виде дека во проектот на одредени делници канализационата мрежа влегува во минор коритото на градската река. И тоа го искористивме како аргумент да побараме од Европската Унија да ни дозволи до искористување на средствата за правење на тоа минор корито, за да не доаѓа до меандрирање на реката и до оштетување на канализацијата. Во моментов веќе се работи, до крајот на октомври според процедурите на Европската делегација треба да се заврши. Првично се предвидоа 400 метри, но сепак во зависност од средствата може должината да се зголеми. Исто така се предвидено е чистење на градската река во горниот дел под градскиот базен, значи да направиме докај што има средства да се направи минор корито, а на другиот дел веќе да се изврши едно добро чистење со цел да не доаѓа до наригување на материјал од горниот дел кој што понатаму доаѓа и во градското подрачје и е еден од главните фактори за одредени поплави кои што се јавуваат во град Прилеп при поројни дождови. Проектот втората за градската сепак тоа го работат колегите од PIU-то, односно од Европската делегација и од Министерството за животна средина, али мислам дека околу 300.000 евра. Продолжуваме ние со реализација на оперативните планови кои што ни се изгласани преку Советот и преку Управниот одбор. Вршиме редовно реконструкција на одредени улици на водоводната мрежа. Повторно се насочуваме на оние улици каде што се гради канализационата мрежа од проектот за реконструкција на канализационата мрежа со цел да извршиме искористување на одредени градежни работи кои што се на терен. Моментално се спремаме сега да работиме улицата Београдска, дел од краци од улицата Београдска, потеме нешто на улицата Цане Кузмановски, значи оние околу 7 километри водоводна мрежа веќе го работиме. Имаме проект за набавка на пескара за потребата на водомерната работилница, тоа е некаде проект набавка околу 3 милиони денари и некое возило. Исто така предходно набавивме една нова цистерна, мини цистерна за одзатнување на канализациони цевки. Сепак и тука треба да се насочиме, бидејќи со реконструкцијата и со изградбата на новата канализација Прилеп доби, односно моментално има околу 50 километри, до крајот на проектот ќе има околу 72-3 километри нова канализациона мрежа. Таа канализациона мрежа која што мора да се одржува и во тој дел во одделението канализација мора што повеќе да се вложува, пред се во техничкиот дел, се со цел да успешно да можеме да ја одржуваме и таа канализација. Значи, ако досега имавме околу 120 км или 150, веќе за 50% работата во тоа одделение од водовод и канализација е зголемено. Тука мора сите граѓани град Прилеп да разберат дека овој проект е за изработка на фекална канализација, што воопшто нема допирни точки или има 2-3% допирна точка со атмосферската канализација. Во град Прилеп има добро развиена атмосферска канализација, има добри колектори. Дел од проблемите кои што настануваа беа од наригуваноста каде што влегуваат во градската река. Значи градската река е реципиент на сите дождовни води кои што паѓаат на територијата на град Прилеп. Веќе работиме на одзатнување на тие колектори, веќе се работи во горниот дел и во долниот дел на реката од страна на локалната самоуправа се врши чистење, одзатнување на одредени колектори.
А главниот проблем настанува со фекалната канализација бидејќи кај голем број на граѓани нема разделеност помеѓу атмосферската и фекалната канализација. Ќе дојде ден, односно тоа мора да се случи многу брзо, доколку сакаме да функционира и пречистителната станица, да се изврши разделување на фекалната од атмосферската канализација во самите домови кај граѓаните. Имено, во иста шахта се внесени и олуците, и сифонот кој што е во дворот, тоа мора да се раздели, бидејќи имаме ние поплаки дека новата канализација е со мал профил, значи фекалната канализација мора да работи по мал притисок и таа мора да биде со тие профили. Значи секаде во светот, сепак е ова европски проект, за да ги добиеме парите мораше да работиме по европски стандарди. Значи цевките, диаметар на цевките сосема задоволува, али пак ќе повторам само за фекална канализација. Додека во таа фекална канализација не треба да има воопшто инфилтрирање на атмосферски води. Во овој случај имаме ни атмосферски води инфилтрирано и бидејќи диаметрите не се големи, доаѓа до излевање на одредени при поројни дождови, доаѓа до излевање на одредени канализации. Тоа е сепак тоа проект, ќе го работиме заедно со локалната самоуправа, со европската делегација. Најавувам дека секаде онаму каде што се врши реконструкција, дека мора секој граѓанин, бидејќи тоа е нивна законска обврска на граѓанинот, да изврши поделба на атмосферска фекална канализација. Нашите екипи се секогаш тука да помогнат со стручен совет, со ако треба и да се помогне на терен, но сепак тоа мора, значи фекалната канализација да оди во фекалниот колектор, атмосферската канализација да се оди во атмосферскиот колектор. Постојат улици каде што нема атмосферска канализација, но сепак буквално секој приклучок треба посебно да се третира. Ние сме тука и излегуваме на терен, веќе не сме стигнати до таа фаза на приклучување, кога ќе стигнеме, мора да се изврши тоа преповрзување.